Во пресрет на третото коло, изгледот на табелата во групата А е Франција на првото место со 6 бода, Швајцарија има 4, Романија 1, Албанија е без бодови. Пресметките или калкулациите за тоа кому што му треба за да оди во осмина финалето покрај на Франција, која сигурно е учесник во нокаут фазата, се вакви. На Франција е доволно и реми за да биде првопласирана во групата, значи со победа не станува воопшто збор за првото место на французите. Швајцарија исто така може со реми да оди натаму, а со победа би била првопласирана во групата. Исто така на Романија би и одговарала победа, меѓутоа ќе треба да чека каков ќе биде исходот на дуелот на Швајцарија. Кај албанците во игра е единствената опција победа и со тоа што секако ќе мора да ја чекаат разврската во останатите конкуренции за да видат дали како една од подобрите 4 третопласирани репрезентации би оделе во осмина финалето. Ова се некои пресметки да кому што му е потребно за да оди во осмина финалето. Што очекуваш од вечерашните надпревари? Франција Швајцарија тоа е на соседско дерби. Французите до сега искрено, значи за мене они имаат супер репрезентација, тоа истото што го кажав, значи за германците они имаат некоја смена на генерации, меѓутоа имаат стварно добар тим. Не одиграат тоа што се очекуваше до сега со нив, меѓутоа тоа што треба да го имаат до сега го имаат. Значи ги добија утакмиците како што треба, баш тоа што го имаат до сега, значи искуство од големи надпревари, играчи кои што играат во големи тимови, се домаќини и тоа е еден голем плюс за нив. Швајцарците се репрезентација која што има многу играчи кои што потекнуваат од овие простори и имаат стварно одлична репрезентација. Нивниот селектор е баш исто добар селектор, значи баш исто потекнува од овие простори. Меѓутоа мислам дека за разлика од другите репрезентации нив им фали она национално чувство. За разлика да речеме што го имаат другите репрезентации. Фудбалски играат супер, значи многу трка, многу борба, тактичка поставена супер, така да мислам дека французите нема да влезат калкулантски, дека ќе сакаат да добијат да набилдаат самодоверба што се вика за да влезат во другиот дел на малку поинаков начин за разлика од сега бидејќи нели како што кажав. Добро, и не е назначено од која позиција ќе влезеш во осмина финалето, можеби да би се покаже и клучно за патот понатаму. Во секој случај, да, во секој случај. Другиот надпревар Романија, Албанија, албанците до сега покажаа искрено, значи допадли фудбал, им фали она моментот големо напрерување, значи утакмици кои што да речеме Франција ги има, Германија ги има, Италија ги има, имаат селектор италијанец Луиджи Ди Биаси кој што е долги години тренер по доста големи екипи во серија А. Романците одиграа тие години назад не го покажуваат тоа што го има, да речеме, кога игра на многу големи напредувања. После таа генерација, не знам, Белодедич, Лакатуш, Хаджи, ниеднаш не се повтори ништо такво слично. Играат некој просечен фудбал, добијат две утакмици, одиграат нерешено. Да, двата пенали Богдан Станко, двата пенали стрелец. Исто ќе биде некој таков тврд фудбал, мислам, значи Романија, Албанија со малце голови, затворено со многу трка, да, воопшто генерално нема, мислам дека истото ќе се случи и сега на овие два надпревари. Така да генерално е тоа моето мислење во врска со Ја спомнавме Албанија, таа е еден од дебитантите на ова европско првенство. Како ти изгледа ова проширувањето на европските првенства со 24 репрезентации? Тоа е добра некаква демократија, малите да добијат шанса и така натаму? Само тоа, мислам. Што носи како квалитет? Носи или одзема? Па искрено мислам дека не носи квалитет, само добиваат малите репрезентации да осетат едно големо надпреварување, не знам, Северна Ирска, Албанија или други да не ги набројувам. Само тоа го добиваат. Од една страна е добро за нив да видат до кај се со сето тоа што го работат тие, да одиграат утакмици квалитетни против квалитетни противници, а искрено мислам дека не се добива премногу, поише се добива на квантитет и тоа е некој вид, мислам, политика на ФИФА, на УЕФА, не е толку дека нешто кузне што ќе се добија во квалитет. Така да повеќе на квантитет, мислам дека нема потреба да ова што е. Добро, меѓутоа не разочара овие дебитанти. Далеку од тоа. Далеку со тоа дека се аутсайдери во дуелите со големите типови. Тоа го кажав и на почеток, тоа го кажав и на почеток. Генерално во фудбалот веќе е сведено на минимум тоа аутсайдер и фаворит, се сведува на минимум бидејќи стварно сите играат фудбал. Тешко некого веќе да надиграш, да добиеш со многу голови, тоа го покажува, значи цело првенство до сега. Така единствено Шпанија Турција се заврши 3:0. На сите други надпревари тврд фудбал, значи нема разлика против кого игра, веќе сите играат квалитетно и сите тие мали репрезентации имаат еден куп играчи кои што играат во големи клубови, значи оној момент комплекс на помала вредност кај нив не се појавува. Така да сите функционираат квалитетно, сите се спремни физички, сите се спремни тактички, сите се спремни како што треба, со селектори квалитетни, така да
Тоа е тоа. Репрезентацијата на Исланд некако им падна во очи на многу љубители на фудбалот како една од посимпатичните селекции. Која репрезентација тебе ти се одвои, како ти отскокнува, да не зборуваме за овие фаворитите кои се очекува да бидат добри. Која од овие репрезентации те изненади, ти е симпатична поради настапот на ова европско првенство? Исланд е пример за повеќе млади, мислам, мали држави да видат како се работи, како функционира држава со 300.000 жители, стига на светско првенство, не знам со колку точно професионални фудбалери. Стига на светско првенство да игра квалитетно. Па до сега искрено, не знам, јас симпатична репрезентација, мислам дека Велс така одигра од тие малите репрезентации квалитетно и цели квалификации ги играше супер и сега е почна, значи под почетокот на европското првенство мислам дека игра многу добро. Видете, таа репрезентација во која што скоро сите играчи играат во големи клубови, играат во Премиер лига, Герет Бейл, да. Само да се надоврзам. Го нема Велс проблемот на Шведска и на Португалија на човек звезда во репрезентацијата, тие го имаат Герет Бейл, меѓутоа тоа не е таква разлика. Пофункционален е таму системот во Велс во однос на Португалија, а особено на Шведска. Заради тоа што тие се како народ такви, нели самото поднебје такво, мислам дека тоа поднебје го покажува тоа, значи нема одвојување на луѓе, они сите такви, значи целата таа нивна игра е трка и само трка и заради тоа мислам дека не се ништо помалци, не се како го изгубија на прерод со англичаните. Мене англичаните ми се едни од фаворитите, меѓутоа мислам дека Велс стварно игра квалитетно и баш поради тоа они имаат два тројци играчи кои што играат, нези Џо Ален игра Ливерпул, Ремзи Арсенал, Герет Бейл и другите сите играат во Премиер лига. Да, така тоа е предност сериозно. Да, и тоа е стварно предност, пошто реално Премиер лигата е убедливо најдобра лига, значи за мене, мислам не само за мене, за скоро за сите луѓе што го гледаат фудбалот. Така да Велс би ја спомнал како репрезентација која што онака, не знам, пружи некои квалитетни игри кои што ги плени многу луѓе што го гледаат фудбалот цена во спортот. Ги споменавме Шведска и Португалија, што им се случува на овие селекции? Споменавме дека се тоа репрезентации, човек репрезентации звезди големи. Не е тоа толку карактеристично за Португалија колку за Шведска, како Кристијано Роналдо ја има Португалија, а Златан Ибрахимовиќ ја има Шведска. Меѓутоа, каде е проблемот? Па не знам, Шведска мислам дека нема толку квалитетна репрезентација за разлика да речеме од Португалија. Они го имаат Ибрахимовиќ и сите други играчи. Пред години назад има играчи. Квалитативно многу по. Да, играчи има кои што игра во Премиер лига, кои што игра во Серија А, мислам дека сега нема толку квалитетни играчи. Заради тоа мислам дека нивото нивно на репрезентацијата е спуштено на пониско ниво, а Португалија, значи кога имаше појака репрезентација со Луис Фиго, Консеисао, Руи Коста, истото им се случуваше што им се случува сега. Значи до менталитетот ли е проблем? Некој проблем натрешен има. Не знаат да играат фудбал тие играчи. Па не може Роналдо кој што 10 години поред дава по 50 гола секоја сезона. И не може да погоди ни пенал сега. Добро, тоа пеналот се игра на среќа, далеку од тоа дека кроз тоа се мери квалитетот. Па не знам, некои нивни натрешни проблеми. Сигурно нешто што се случува што сигурно тие се знаат самите зошто е сето тоа. Второто коло продолжува утре со групата А. Би можеле сега во приложение да видиме и што носи, со групата Б се извинувам, значи групата Б носи два надпревара од третото коло, тие се на програмата утре. Двојките за третото коло во конкуренцијата Б се Словачка Англија и Русија Велс. Да видиме и како изгледа табелата во пресрет на третото коло. Англија е водачка во оваа конкуренција со 4 бода, Велс има 3, Словачка 3 и Русија има засега само 1 бод. Би можеле исто така и да видиме повеќе детали за утрешните надпревари во оваа конкуренција. Англичаните како лидери во групата Б ќе влезат во дуелот со Словачка, но тоа не носи никаква гаранција за продолжување на престојот на гордиот Албион во Франција. По воведното реми против Русија и по победата против Велс, англичаните се пред уште еден сериозен испит. Да ја победат Словачка, која во второто коло славеше над Русија со 2-1. Рој Ходсон сега има неколку дилеми околу составувањето на првиот тим. Стерлинг досега не ги исполни очекувањата на островската јавност, но и на стручниот тим на Англија. Ова можеме да го кажеме и за Лалана и за Кейн. Ударното трио на Ходсон може лесно да се случи да биде изменето во целост. Шанса од првата минута да добијат Варди, Старич и младиот Рашфорд, додека во средината да почнат Милнер, Даер и Руни. Кај словаците не се очекува многу да менуваат во однос на почетниот состав од дуелот со Русија. Вајс и Хамшик заедно со Мак и Дуда може многу лесно да им направат сериозни проблеми на англичаните. На Словачка е потребна победа или реми за место во осми на финалето, а при тоа очекуваат Русија да ја победи селекцијата на Велс. Англија на последните 3 меѓусебни пресметки против словаците победи 3 пати, а последниот пат во 2009 година нивното соочување заврши со 4-0 за гордиот Албион.
За Русија единствената шанса за пласман во осмина финалето на Евро 2016 е победа против Велс. Дуелот од третото коло е важен и за велшаните кои посакуваат деби настапот на континенталното првенство да го крунисаат со пласман во најдобрата 16-ка на стариот континент. За Русија најголем проблем ќе представува формата во која игра Герет Бел. Крилниот напаѓач на Реал Мадрид досега постигна 2 гола на турнирот во Франција, а ранливата руска одбрана, судејќи по изданието против Словачка, може лесно да дозволи Бел да ја продолжи голгетерската форма. Стоперското дуо на Русија Игњашевич Березуцки има искуство, но брзината им е слаба страна. Ако велшаните успеат да наметнат игра со контри и полуконтри, во тој случај Акинфеев ќе има полни раце работа. Селекторот на Велс Колман по поразот од англичаните посочи дека среќата им го свртела грбот и дека тоа ќе го докажат во третото коло против Русија. Колку Робсон, Кану и Герет Бел ќе може да ја одведат нивната земја до втора победа во Франција, ќе покаже понеделничкото соочување со популарната зборна е. Последните 4 меѓусебни дуели на овие 3 репрезентации минаа во знакот на Русија, која има 3 победи, а дуелот во Моска од квалификациите за Европското првенство во 2003 година заврши без голови. Еве што велат пресметките за тоа кому што му е потребно за осмина финала во групата Б. Англија осмина финалист со бод, со победа секако ќе биде првопласирана во оваа конкуренција. Велс ќе оди натаму со победа, а ако ремизира ќе оди во осмина финалето ако Англија не загуби. Во случај на реми на Велс и пораз на Англија, Велс ќе биде трет зад Англија поради послабиот скор во меѓусебниот дуел и ќе чека расплет конечен за осмина финале. Словачка оди натаму со победа, реми ќе биде доволно ако Русија победи против Велс. Во случај на победа на Русија, Словачка не смее да си дозволи пораз, зашто така завршува на 4-то место. За Русија само победа е опција да се надева за подлог престој на Европското првенство. Ако победат русите, Англија загуби, русите ќе бидат втори со еднаков број бодови како и Англија. Тогаш ќе бидат во игра сите оние критериуми кои одредуваат која екипа, која репрезентација оди натаму во случај на еднаков број бодови. А ако дојде до последниот критериум, ако до крај не може да биде одредено која репрезентација ќе оди во осмина финалето, решава повисокиот рейтинг на FIFA листата. Петар, каков расплет очекуваш во групата А? Словачка, Англија, Русија, Велс утре? Па, јас искрено мислам дека Словачка, Англија. Словаците не се воопшто лоша репрезентација. Англичаните имаат некој интересен состав за разлика од години наназад, со помалку звезди за разлика од претходно. Далеко тоа дека немаат звезди, сега меѓутоа имаат некои играчи кои што се појавија и играат допадли фудбал, така да мислам дека англичаните ќе бидат први ќе завршат во оваа група. Да те прекинам, извини само, што ти покажаа двете кола за репрезентацијата на Англија? Има реми, една победа против Словачка досега. Каков впечаток ти остава Англија? Има ли ова Англија капацитет за да оди далеко на ова европско првенство? Па, далеко од тоа дека немаат капацитет, тие се стварно квалитетна репрезентација. И мислам дека без разлика што не одигра толку квалитетно сега во почеток, значи во прва фаза што не одигра толку квалитетно, мислам дека ќе стигнат најмалку до полуфинал. Тоа е мое мислење. Има добра репрезентација, играчи кои што одиграат стварно квалитетно. Тоа е малку проблем таму во англиската репрезентација, премногу тешки утакмици, премногу натпревари. Колку се тие играчи истрошени, дали ќе се тоа ќе можат во исто темпо да годат, пошто завршува премиер лига, веднаш продолжуваат со подготовки, па продолжуваат со европско првенство, така да без разлика на сето тоа мислам дека ќе во најмала рака мислам дека барем до полуфинале ќе стигнат. Русите мислам дека се репрезентација која што така искрено ме разочара, очекував малце повеќе од нив. Така да тоа е тоа што мислам во врска со Русија е во најнезавидна позиција во оваа конкуренција. Па мислам дека нема ништо да ја направат. Само еден бод, значи само победа има во игра. Да, и мислам дека ќе останат и тоа. Мислам дека нема. Меѓутоа и на Велс му е значено, не може да калкулира никој во оваа конкуренција. Мислам дека од оваа група Англија ќе биде прва, втори Велс, а трети ќе бидат словаците. Па ќе чекаат расплет. Да, па така мислам заради тоа што Велс заслужува да отиде понатаму, пошто стварно одигра квалитетно и изгубија несекно од англичаните. И искрено би сакал да поминат понатаму, пошто стварно имаат симпатична репрезентација и играат. Англичаните примија еден несреќен гол сега, тоа како мора да се земе. Да, тоа во секој случај, да, во секој случај па врати ја назад со така да им се врати се до тоа. Третото коло
да ги погледнеме секако во пресрет на решавачките надпревари од третото коло, би можеле да погледнеме кои се сите надпревари во останатите конкуренции кои досега не ги разговаравме и што тие носат, кои надпревари и како изгледаат табелите. Во групата С, Германија во последното коло се среќава со Северна Ирска. Германците се водечки во оваа конкуренција. Во вториот надпревар играат Украина и Полска. Еве го бодовниот скор по две одиграни кола во оваа група. Веќе споменав, Германија е водечка со 4 бода, меѓутоа идентичен број бодови има и репрезентацијата на Полска, Северна Ирска има 3, репрезентацијата на Украина има само теорија, многу тешка за некаков евентуален прогрес натаму. Во групата Д, една многу интересна, многу неизвестна група, во која селекцијата на Шпанија во последното коло игра со репрезентацијата на Хрватска, а ќе играат Чешка и Турција. Шпанија има 6 бода, да ја погледнеме табелата, таа е сигурен учесник во осмина финалето. Хрватите имаат 4, откако ремизираа во второто коло со селекцијата на Чешка. Чешка го има токму само тој бод. Досега е на третото место. Турците се најголемото се чини разочарување на ова европско првенство со оглед дека немаат бодови. Петар, кратко за ова, на крајот сепак да ја видиме и групата Е. Во неа Италија Ирска е дуел од последното коло, Шведска, Белгија во третата рунда во оваа конкуренција. Италија е водечка на табелата со 6 бода, Белгија има 3, Шведска и Ирска по 1. И ни останува на крај конкуренцијата во која што е репрезентацијата на Португалија. Во последното коло португалците ќе се борат за прва победа против Унгарија, а ќе играат и Исланд и Австрија во третата рунда. Унгарците со 4 бода се во најдобра позиција во оваа конкуренција во пресрет на решавачкото трето коло. Исланд и Португалија имаат по 2, австријците се последно пласирани со само 1 бод. Петар, ти благодарам што одвои време да бидеш гостин во нашата емисија. Се надевам ќе се видиме барем уште еднаш до крајот на европското првенство. Благодарам на поканата. Почитувани, овде го затвораме овој спортски преглед, овој дел од отвореното студио во недела. Се гледаме во текот на останатата програма на телевизија Нова. Пријатно од мене.